Спортско радио 90,3 во наредните минути ќе имаме шанса малку да се подружиме со ракометот и со еден бренд кој за само неколку години успеа да се промовира и како представник на нашата земја во меѓународна конкуренција и конечно да направи еден чекор за да го спушти Вардарот тронот, погледнато преку шампионатот. Веќе предпоставувате, ќе проговориме за ракометниот тим Eurofarm Пелистар. На наше големо задоволство денеска во студиото на Спортско радио 90,3 е првиот човек на клубот, Зоран Стериев. Па еве, прво добре дојдовте и како се чувствувате? Верувам прв пат сте во нашиот медиум. Добар ден, благодарам на поканата. Ова е прв пат да гостувам во вашето студио, иако до сега неколку пати сум дал изјави и интервјуа за вашето радио, како и секогаш со луѓето како вас и од вашето радио многу пријатно се чувствувам, многу пријателски, како дома, и баш ми е драго што ќе имате и желба и можност да проговориме неколку минути или половина час независно од времето за ракометниот клуб Eurofarm Пелистар и воопшто за ракометот. Вие сте човекот кој што пред X години бризга во крвотокот на битолчани една инекција, го врати он жар, адреналин, што го имаше ракомет на Битола, погледнато и на картата на Европа. Веднаш, од каде ви дојде желбата да бидете дел од ракометот, таму да ставите нога, а предпоставувам дека веројатно битолчани посакува и во фудбалот, па и во кошарката да влезе одредена компанија или еве како спонзор, нели, за малку да се подигне квалитетот. Вие сепак се решивте за ракометот. Да, за ракометот, затоа што Битола пред се е ракометен град и религијата во Битола е ракометот. Јас никогаш индивидуалноста не сум ја сакал, меѓу другото, тоа е доказ за ангажманот во ракометен колектив, во тимски спорт, тоа и го докажува. Јас за себе можам да кажам секогаш дека сум тимски играч, па и во таа насока ништо од мене не потекнува, ништо не е поврзано иницијално со мене. Значи, тоа е склоп на случајности кои што се десија. Пред се тука е господинот Силјан Мицевски, кој што сите успеси во ракометот во Битола во изминатиот период, во изминатите повеќе од 30-40 години се поврзани со неговото име. И во одреден момент, кога тој реши повторно да се реактивира во ракометот, бидејќи нашата поврзаност е и фамилиарна поврзаност, на некој начин ние сите сме, ајде да кажем, и во Битола растени со ракометот и околу ракометот, дополнително ако покрај себе имате и таков човек кој што цел живот, како можеби прва тема надвор од бизнисот и ове споменува ракометот, тоа е дополнително нешто што ќе ве води во таа приказна. Влеговме како спонзор на тогашниот клуб Работник и кога се основаше, се реактивира клубот Eurofarm Работник со четена намера да покажеме дека можеби по различниот менеджмент е причината зашто некои работи не се одвиваат онака како што сака битолската публика и моделот на движење на работите од аспект на собственост и од аспект на менеджмент е се причината зашто не се постигнуваат успесите кои што секој во Битола ги посакува. Така да тоа беше период во кој што најпрвин приказната започна со Eurofarm Работник, со Иве Марковски и со Александар Зарков, во тоа време кои што беа тренери. Сега веќе покојниот Благоја Стефановски како директор на клубот, и Бојан Стефановски беше спортски директор на клубот. Ние почувствувавме дека потребно е дополнително наше инволвирање во оваа цела приказна, наметнување на некои посовремени текови, менеджерски текови во функционирањето на клубот, и не е тешко воопшто да се заразите со тоа. А што се однесува до вбризгувањето на инекцијата,
Можеби да, дефинитивно бризгавме, меѓутоа бризгавме инекција на реактивирање. Затоа што во Битола не треба некому да се вбризга инекција да го сака ракометот или да знае за ракометот. Многу луѓе тоа го знаат, го сакаат. Едноставно условите кои што и настаните кои што се случува можеби одреден период беа причината на да луѓето некако се пасивно се однесуваат. Ние само ја вбризгавме инекцијата на активација на сите. Денес ми е многу драго што градот живее за ракометот, што повторно сите зборуваат за ракометот. Еве на ден пред дербито со Вардар, јас мислам дека денес во Битола сум за ракомет во сите кафечи, во сите кафеани, на кафе, секаде ќе се зборува исклучиво само за ракометот и тоа е она драшт и тоа е успехот кој што го постигнавме. Инаку нормално приказната продолжи потоа со правење на таа ракометна платформа за Битола и спојувањето, да не се лажиме, значи немаше тука некое посебно спојување. Ако некој не може некого да оттргне од Пелистер, никој не може да го оттргне Силјан Мицевски од Пелистер, кој што 50 години, 40, не знам колку години е човекот кој што го движеше Пелистер, не може нас никој да не оттргне од Пелистер, кој цело време сме биле во насока на поддршка на тој клуб и како компанија и како семејство. Можеби почетните моменти беа, не можеби тука без исклучок, беа само моменти во кои што мораше на поинаков начин, сметам најпрофесионален, најцивилизиран, само да се покаже дека проблемот беше менаџментот со кој што клубот се водеше. Да, и веднаш се воспостави таа фузија и со навивачите, клубските бои исто така доминирани или сино-белата, која е и боја или на логото на компанијата ваша, и зелената што е традиционална боја на Пелистер. Во сето тоа полека и навивачите го осознаа вашиот проект, видоа дека има перспектива и мислам дека тука на вистина ни довте и на добар прием. Колку што ние следиме во континуитет, тоа беше на радост на цела Битола. Видете, секоја промена нормално е дека има своји поддржувачи и има своји опортунити. И тоа е што и да правите во животот, секогаш е така. Јас знам само едно и така сум научен, така и се што во животот работам, го работам, дека кога работите честно, кога работите професионално, кога работите посветено, и тоа честно, професионално и посветено во секој сегмент, и кога ги почитувате сите кои што се поврзани со некоја приказна, резултатот е неминувен и ќе дојде. Прашање е само на време и успехот ќе дојде. Колку сте задоволни од почетокот на проектот? Претпоставам дека и имате некоја визија во вашата глава до каде може да оди целиот тој проект и кои се крајните цели? Само се извинувам, ако може само да се надоврзам на еден многу битен сегмент околу боите. Тоа беше моментот кој што беше можеби некогаш вака најголемата дилема или тема за разговор. Мене ако ме прашате ден денес, ја се уште не можам да одговорам дали плаво-белата боја или зелено-белата боја е оригиналната боја на Пелистер. Да, има. Затоа што кога јас бев дете и кога Пелистер постигнуваше најголеми успеси во тогашната Југославија и потоа и на меѓународни надпревари, Пелистер играше во плаво-бели дресови и бело-плави дресови. И јас денес дома се уште имам од тоа време сетови од 4 или 5 сезони каде доминираше таа боја. Факт е дека за Пелистер како спортски клубови и во фудбалот и во кошарката потоа доаѓа, ајде да кажем, ерата на зелената боја. Зелено-белата боја. И тоа никој не го спори и тоа е за почитување. Меѓутоа, колку и да зборуваме, секогаш фактите се тие кои што зборуваат, кои што ја кажуваат вистина. А фактите кажуваат дека Пелистер во својата историја бил и плавобел, бил и зелено-бел.
А ние бидејќи сакаме да ја почитуваме историјата, затоа што мислиме дека само така ќе стигнеме до посветла иднина, затоа денес Пелистер е и плавобел и зеленобел и тоа така ќе остане. Значи со понос и двете формации на дресови нашите играчи ги носат. Истото тоа е прифатено од публиката. Значи едноставно имате се уште генерации кои што повеќе почитуваат плавобелата боја, имате нови генерации кои што повеќе се поистоветуваат со зелено-белата боја, меѓутоа тоа е драгоценноста на целата оваа работа. Најзначено е што едните и другите се во сала со поддршка за Пелистер. Ве прашав околу вашите амбиции, планови, реков, веројатно секој проект има почеток, средина и крај. Што е конечната ваша цел? Па конечната цел се знае што е, и главната цел е шампионска титула, дупла круна во нашето првенство и во купот на нашата земја. Подобра што е можно, подобри настапи во европските лиги. Дај Боже тоа да биде наредната година Лига на шампиони. Јас мислев реално ќе речете Лига на шампиони, дека е крајна цел. Па, значи, крајната цел е таа, не е спорно. Дали сум задоволен од досегашните резултати кои што ги постигнуваме? Нескромно ќе биде ако се каже дека не сум задоволен, меѓутоа познавајќи се себе и тимот на луѓе кои што сме инволвирани во целата оваа приказна, значи без исклучок, јас секогаш викам дека и кога би освоиле шампионската титула, нема да бидам комплетно задоволен, затоа што на тој начин нема да има императив за понатамошна работа. Значи, задоволството постои, факт е и тоа се гледа од секој аспект дека клубот расте, дека приказната оди во добар правец, меѓутоа секогаш постои тоа дека можеше подобро, не е спорно, може би сме направиле и се прават одредени грешки, меѓутоа мислам дека добрите работи и добрите потези кои што се влечат се повеќе од овие кои што може да се оценат како грешки, дека добро се движи целокупната приказна. Она кое што за мене е многу значајно, а се уште сметам дека не е на најдобро ниво, тоа е работата со помладите категории. Едноставно, тука ќе треба многу повеќе време и многу повеќе енергија да се вложи. Иако, ако објективно се зборува, во изминатите години имаме најголем број на првотимци во Суперлига извадено од нашата школа, односно од Еврофарм Пелистер 2 како проект. Тука се праќата Атанасиевич, кој што со тренерот Ацо Јович се повеќе од 6-7 години заедно. Тука е Бели Стојановски, кој што исто така заедно со нив беше во целокупната почетна приказна, па дојде во Битола, почне да тренираат. Тука ги имаме сега еден Самуил, кој што е 16 години е, и мислам дека е најголемата перспектива на на позиција пивотмен во нашата држава. Тој ќе биде еден играч според сит тоа што го кажува струката, играч каков што досега сме немале на таа позиција, доколку продолжи со овој интензитет да работи и начинот на кој што работи и да предонесува. Имаме и други играчи кои што се наметнуваат, меѓутоа јас се уште мислам и дека стојам на тоа дека треба да се овозможи поквалитетна работа, мислам и да се работи поквалитетно во младите категории, затоа што и целта на сето ова кога влеговме да еден ден имаме моќен Еврофарм Пелистер во Лига на шампиони со најмалку 12 играчи, 13 играчи кои што потекнуваат од нашите школи. Господин Стериев, мислам дека Битола плаче за спортски објект. Нов, модерен, што ќе ги исполнува сите стандарди, па еве кога ќе дојдете нели да играте во Лигата на шампионите, не се стомнувам дека и тоа ќе се случи, ќе треба сите тие што ќе доаѓаат нели да се чувствуваат убаво, релаксирано во објект кој ќе ги исполнува сите стандарди. Дали можеби и тука некаде
во вашата глава има некоја делче во мозаикот да се вклопи за вистински европски ракометен бренд? Видете, градот, клубот и ракометот во Битола, не само ракометот, спортот во Битола и спортовите кои што се играат во затворен објект, не да плачат, туку едноставно тагуваат по тоа што ги немаат ни приближно европските услови за да можат да се одигруваат надпревари или да се одвиваат тренажни процеси во услови кои што се, ајде да кажем, минимум европски. Најголемиот проблем наш како клуб е тоа што инфраструктурно сме, не знам, не би сакал да употребам некој потежок збор, меѓутоа стварно сме хендикепирани. Да, но тоа е реалноста. Верувајте, не може да бегаме. ние, пошто во овој момент приказната се одвива со Еврофарм Пелистер и Еврофарм Пелистер 2. Меѓутоа таа приказна е проследена со младински, кадетски, пионерски екипи, школи и во двата клубови. Затоа што концептот на целата оваа приказна е во таа насока. Значи, за да најдете термини по час и половина да не зборува, да тренираат тие екипи, тоа е научна фантастика. Па често се случува да се откажуваат термини, па некои од децата тренираат во 22 часот до 23, што никако не е ниту спортски, ниту е возможно да имате квалитетен тренинг во тој период. Одигрувањето на утакмиците секогаш е проблем. Да тренирате на минус 5 степени, тоа е нешто што е неприфатливо. Од една страна сакаме да имаме играчи со квалитет од Лига шампиони, а друга страна за тие играчи сакаме да тренираат на минус 5, на минус 10 степени. Едноставно тие две работи не одат заедно. Прво и основно нешто што мора да се направи, да се овозможи инфраструктура. Ние побаравме пред извесен период и разговаравме за една од салите кои што се во Битола, од помалите сали, да ја земеме под концесија и да направиме некој си тренинг камп, односно тренинг сала. Таа е сала во која што можат да се одигруваат и првенствени надпревари и во тоа партнерство да одиме само со целосно реновирање од наша страна и да ние единствено што имаме предност да ги одредуваме термините кога нашите екипи таму ќе тренираат. Во првиот период досега не се најде решение за тоа. Моментално се отворени повторно такови некои преговори. Ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа Битола како спортски град во кој што спортот воопшто во изминатите години е во подем и ракометот, кошаркарскиот клуб исто така постигнува добри резултати. Значи мора да се размислува во правец на нов спортски објект, нов спортски храм во градот. На крајот, знаете, ако зборуваме за младина, ако зборуваме за иднина на нашите деца и на нашата младина, ако сакаме тие да имаат здрав живот и здрави навики, а вие не им овозможувате простор каде да тренираат, каде да играат, едноставно сето може да го сврстиме во рамките на демагогија. Да, затоа реков, може ќе се изроди нешто, целиот тој проект таму и со поддршка на градот, на стопанствениците што се таму, погледнато покрај ракометниот, нели, кошаркарскиот клуб, имаме и други поединечни спортови што се практикуваат, за сето тоа да добие навистина една убава сала која што ќе ги исполнува, реков, најсовремените стандарди. Сега, ако веќе проговоривме, нели, околу историјата за краток период на Еврофарм Пелистер со вашето доаѓање на челната позиција, можеме полека да одиме на резултатите и успесите. Се појавивте и во Европската лига, тука жестоки битки и колку ви помогна тоа или ви донесе ново искуство во една многу поголема меѓународна конкуренција? Без исклучок, секој надпревар во меѓународни рамки е една сериозна
ајде да кажам, тула цигла во градењето на целокупната приказна, со тоа што таквите утакмици можеби во еден момент ствараат два реда, иззидуваат два реда од постигнувањето на соодветен квалитет. Јас уште од првиот период, ако се сеќавате, и со на почетокот и со Еврофарм работник, кога беше во прашање, и заедно со тимот на луѓе со кои што работиме заедно, инсистиравме дека мора да најдеме начин да излеземе од нашите граници и играме во меѓународни купови. За да играте во европските ЕХФ меѓународни купови треба да постигнете успех. Меѓутоа во тој момент беше за нас непроценливо искуство и богатство, а тоа и денес се уште се случува учеството во СЕХА лигата. Верувајте, СЕХА лигата со надпреварите кои што тогаш ги игравме и денес се уште ги играме, се непроценливо богатство, особено што тука се нуди можност да и помладите играчи добијат соодветна минутажа, почувствуваат меѓународен терен, почувствуваат можност да се надпреваруваат во меѓународни рамки. Да не зборувам за ЕХФ куповите во кои што досега игравме и во кои што играме. За жал, оваа година, јас тоа и отворено го кажувам, целта не ја остваривме. За влак. Па не беше, видете, јас сум можеби малце кон работите и кон себе покритичен и по-груб, на некој начин уствари не пропуштивме ние. Јас тоа им го кажав и на стручниот штаб и на луѓето со кои што заедно работиме. Јас ценам дека ние бевме во осмина финале на Лига на Европа. Едноставно самите направивме да излеземе од таму. И тука неспорно е, јас исто така чувствувам можеби и вина за сето тоа, и ако сметам дека како управа и како менаџмент во клубот ние направивме се и ги овозможивме сите услови, и стварно можеби 99% од луѓето, ако ги прашавте пред 2 месеци, никој не можеше да замисли дека ние нема да бидеме во осмина финале, поготово што стварно веќе со ајде не со 2 нозе, али скоро со 2 нозе ние бевме таму. Можеби сите набиен тајминг на утакмици доведува до умор, можеби и повеќе повреди, меѓутоа можноста за да целокупната екипа, сите 20 играчи бидат во кондиција, бидат во тренинг, бидат во активни утакмици, и повторно кажувам, на меѓународно ниво, каде што објективно можат да се согледаат капацитетите, можностите во секој аспект, од менеджмент па до играчи, е нешто што е од особено значење. Јас можеби цел живот и најповеќе еден ден за секојаш ке го паметам над преварот која тогаш како Еврофарм работник игравме со Веспрем и го победивме Веспрем во Битола. Тоа беше нешто што мислам дека еуфорија која што мене лично ме држеше повеќе на највисоко ниво, повеќе и од месец дена, и кој што никогаш нема да го забори. И тоа беше уште и кај нас како менеджмент беше дополнителен мотив да имаме енергија дека се е можно и дека ако добро работиме, ако работиме професионално, ако работиме онака како што бара современиот менеджмент, дека се е можно и дека можеме да стигнеме до да ги оствариме високите цели. Така да, без исклучок, колку повеќе присуство на меѓународна сцена, каде што реално се гледаат вредностите и може да се вреднувате, сето тоа е во интерес на клубот, на играчите, на тимот, и со секоја една таква утакмица тимот расте. Така е, мора да се признае дека за навистина краток период беше таа промоција во меѓународни ранки и на работници на Еврофарм Пелистер. Рековме, ја споменавте и СЕХА лигата, колку што можев да заклучам, вие имате позитивно искуство од СЕХА лигата.
во овој формат кој што се игра, нели се одредени проблеми што таму се наметнуваат со термини, откажување локации, промена на екипи од година в година, мисли дека сепак тоа е добар проект. Видете, сега лигата можеби во изминатите 2 години заради одредени ситуации во кои што сега не сакам да навлегувам, доживува одредени своји проблеми. Меѓутоа и во овој момент и со сите тие проблеми сега лигата добро се справа. Сега лигата е еден не добар, за мене повеќе од одличен проект. Кој што возможува регионално групирање на екипите и меѓусебни надпревари, кој што возможува да, ајде да кажем, пораснете и да излезете надвор од домашната сцена, да имате надпревари и такмичење со првите 2 екипи од другите земји, значи најквалитетните екипи од другите земји, а самата организација и целокупниот настани што се случуваат со сега лигата, верувајте, воопшто не заостануваат за она што се европските лиги. И тоа може многу лесно да се потврди, затоа што гледајќи ги надпреварите во СЕХА или во ЕХФ лигата, вие не можете да видите никаква разлика. Организацијата на Final Four турнирот во СЕХА лигата многу е сличен, идентичен или на квалитетно ниво како и Final Four во Лига на шампиони. Всушност и луѓето од Европската федерација, ракометна федерација, тоа го потврдуваат и они секоја година се всушност и присутни на завршните турнири од СЕХА лигата. За да, значи, нормативите кои што треба да ги задоволите и стандардите кои што треба да ги задоволите во СЕХА лигата, верувајте, воопшто не се нималку едноставни. Дури првата година кога како клуб ние требаше да настапуваме во СЕХА лигата, ние повеќе требаше да задоволиме стандарди отколку што тоа беше тогаш кога игравме во Европската лига. Така да СЕХА лигата е одлично искуство, многу позитивен проект кој што се надевам ќе успее да ги надмине сите досегашни своји проблеми со кои што се соочува последните 2 години, уште еднаш кажувам, и тоа најповеќе околу финансискиот дел, односно главниот спонзор кој што ја држи СЕХА лигата, меѓутоа познавајќи ја структурата и на луѓето кои што се таму во СЕХА лигата, на организационата поставеност и на се она што ја обкружува СЕХА лигата, јас сум голем оптимист дека веќе од наредната година, ако се биде како што треба, се надевам дека ќе биде како што треба и со целокупната ситуација во светот, дека СЕХА лигата повторно ќе се врати баш на оние најквалитетни стари стази по кои што се развиваше. А сега малку околу екипата. Најатрактивното тренерско име дојде некако тивко, помина и си замина, не ги оствари очекувањата на ваши, на ракометарите или на публиката, на јавноста. Претходно го имавме и Павич кој знаеше да донесе серија на одлични резултати. Откако тоа веќе отиде во минатото, и днината им ја доверивте на двајца луѓе кои што се на некој начин и символ на клубот. Ќе има шанса да работат заедно во позиција и Шундовски и Јович, за да биде она клавајте голови па да дојдеме и до титула. Видете, значи сега после последната промена некаде на некој од порталите или на спортските вести слушнав најжешкото столче, може би во Европа, тренерско столче, може би во Европа. Во изминатите 4-5 години се направија доста измени на тренерската позиција. Она што јас можам да го потврдам е дека од нас тие измени беа поттикнати на, може би, во најмногу 3 случаеви. Затоа што другите тренери, разделбата со другите тренери беше после завршување на договор, необновување на договор и така натаму. Што се однесува до последниот проект кој што го имавме и господинот Ларс Валтер, значи во одреден момент минатата година кога и разговаравме, кога беше тренер господинот Желко Бабич,
И кога разговаравме за иднината и правците каде треба да се движиме, меѓу другото и од него беше наметнато дека клубот веќе ги надраснува можеби и балканските простори, дека момента заради целокупната средина да се оди на едно друго ниво. Искрено, јас најповеќе бев иницијатор дека треба да имаме тренер од Шпанија во нашиот клуб заради начинот на кој што шпанските тренери ги развиваат екипите, тренингот и работат во клубовите. Меѓутоа излезе дека значи разговаравме со двајца шпански тренери во тој момент кои што се размислуваа, чекаја одговори од други клубови, не се договоривме во крајна линија и одлуката падна дека ќе одиме со скандинавски тренери господинот Ларс Валтер, кој што морам да кажем и во овој момент јас како човек и како тренер изузетно многу го ценам. Ние се разделивме и во најдобри односи и денес се уште комуницираме. Еве можеби една ексклузивна вест. Вчера потпиша договор во Јапонија и ќе биде тренер во јапонска екипа во наредните 2 или 3 години, колку што знам. Меѓутоа, едноставно, симбиозата меѓу играчите и тренерот во одреден момент се наруши. Тоа можеше да се види лесно на терен. Станавме непрепознатливи, станавме не своји, немавме на некој начин свој идентитет. Едноставно беше, ајде да кажам, мачење да се гледа на тој начин екипата и најповеќе од се неизвестноста околу можноста да се постигнат целите кои што се за оваа година веќе стануваше многу поголема и ризикот да не се постигнат целите стануваше уште поголем, а тоа како менеджмент ние не смеевме да го дозволиме, затоа што знаете годините врват, никогаш не треба да се задоволите со резултатите кои што сте ги постигнале претходната година, и ако не сте на едно ниво повеќе, тоа значи дека сте неуспешни, а не е добро да кажете па добро повторно сме на добри позиции. За мене на добри позиции ќе бидеме успешни тоаш кога секоја година ќе одиме еден чекор повеќе и повеќе. И ќе полните ризницата со трофеи. Со трофеи, така. Бидејќи приказната со Европската лига оваа година беше завршена, едноставно во разговорите со, повторно ќе кажам, луѓето со кои што заедно работиме во целата оваа проблематика, дојдовме до заклучок дека е момент кога е најдобро без исклучок да размислуваме за македонски тренери, кои што ја знаат добро лигата, ги знаат добро играчите, ги знаат добро клубовите и кои што го имаат менталитетот, го имаат осетот, го имаат чувството што значи да се освои првенството, купот во нашата држава, кои што знаат да се носат со тековните проблеми и убави работи кои што се случуваат во нашето првенство. Во оваа прилика ја стварно сакам да кажам дека на почеток, кога почнавме да размислуваме околу идејата кој, во секој случај господинот Ацо Јович и господинот Звонко Шудовски беа изборот и имавме таа сладка мака да размислуваме кој е можеби подобро решение, меѓутоа она што, ајде да кажам, се успеа, а се успеа најповеќе благодарение на нивната човечка ширина, нивната голема професионалност и нивната голема припадност која што ја покажаа кон клубот и кон она што значи остварување на целите е најглавнината причина зашто денес нашиот стручен штаб изгледа вака. Моје огромно задоволство и јас се уште живеам во, ајде да кажам, тие убави моменти кога успеавме да се договориме да господинот Ацо Јович биде тренер, а господинот Звонко Шудновски биде стручен тим менаџер на екипата. Тие меѓу себе функционираат одлично, се надевам така ќе биде и понатамо.
И јас уште еднаш, еве, пред целата јавност сакам да искажам една огромна благодарност кон нив двајцата, кон нивниот професионализам, кон нивната припадност која што ја покажаа кон клубот и кон нивната широчина и професионална, и спортска, и човечка, затоа што ако тие не беа такви какви што се, на овие простори, а не само на овие простори, многу тешко е тоа да се постигне. Неизмерно сум среќен поради ова што се случи и што нашиот стручен штаб е ваков каков што е. Јас многу верувам во нивната работа, тоа го покажуваат и во изминатите 2 недели од кога заедно се во приказната со првата екипа на Eurofarm Пелистер. Јас очекувам дека ќе стане видливо, резултатите од нивната работа ќе станат видливи и дека стварно во овој момент сме на добар пат, иако секогаш сум бил и ќе бидам предпазлив и ќе чекам да резултатите го потврдат тоа што се наши предвидувања и желби. Еве полека во финишот на ова ексклузивно интервју со првиот човек на ракометниот тим Eurofarm Пелистер Зоран Стериев. Доаѓаме до настанот број 1, а тоа е првото дерби кое ќе влие за титулата. Битолчани гостуваат во Скопје на теренот на црвено-црните. Во вториот надпревар тие пак ја имаат предноста на домашниот терен. И веднаш да ве прашам господин Стериев, дали мислите дека само тие два меча ќе решат околу титулата, а не ги подценуваме другите што се дел од завршницата во Суперлига? Видете, нашиот плейоф оваа година е стварно на едно завидно квалитетно ниво. Можеби како екипи ние и ракометниот клуб Вардар за нијанса се издигнуваме на другите. Можеби најповеќе еве и заради како искуството и поголемиот квалитет на искусни и квалитетни играчи, меѓутоа без исклучок не е невозможно да има резултати кои што можат да повлијаат и на другите надпревари, да влијаат на крајниот исход во нашиот шампионат. И еден, ракометниот клуб Алкалоид поседува квалитетни играчи, истото се однесува на ракометниот клуб Бутел, на ракометниот клуб Охрид. Пролет, можеби во изминатиот преоден рок остана заради трансферот на некои играчи е ослабен, меѓутоа секогаш таа школа и тој клуб знаел да понуди квалитет. Истото се однесува за нашата втора екипа, која што е најпријатното можеби изненадување во изминатите 2 или 3 години. Неспорно е дека добар дел од играчите кои што беа носители минатата година на таа игра на тој клуб веќе се во првата екипа во Eurofarm Пелистер и се дел од тој колектив. Меѓутоа, повторно кажувам, располагаме и во таа екипа со една многу позитивна енергија, со многу добри играчи, млади играчи за кои што 60 минути се малку на секој надпревар да изгинат за победа, секојаш жилни за победа, секојаш мотивирани, секојаш на највисоко ниво, така да сметам дека на било кој од надпреварите се можни, ајде да кажеме, изненадување, иако за мене не би било изненадување, затоа што зборуваме за соодветен квалитет на екипи. Да, фаворити сме ние и Вардар, и тоа е неспорно и така треба да се носиме како екипи, затоа што нема зацкривање зад некои за тоа што си и реално треба да бидеш и нема зацкривање за очекуваните цели. Утрешниот надпревар ќе биде вовед во решавањето на титулата. Мојата најголема желба искрено е да тоа биде стварно еден спортски надпревар, еден ракометен празник на ракометот во нашата држава, да сите ние уживаме во тој надпревар, да играчите покажат највисоко можно ниво, да тоа биде надпревар за кој што ќе се зборува уште долго време, а да победи подобриот. Јас се надевам дека нашите играчи и стручниот штаб се добро спремни да покажат дека можеби во овој момент сме ние подобрите и да тргнеме кон реализација на
посакуваната цел, односно шампионската титула во нашата држава во сезона. Така, тоа ќе биде првото полувреме на дуелите меѓу Вардар и Еврофарм Пелистер околу титулата. И на самиот крај сакам да ја прашам уште нешто што никаде до сега не сум, а го следиме нели континуирано се тоа што се случува во Макара Кометот. Дали господинот Зоран Стериев размислувал некогаш да биде и прв човек на Ракометната федерација? Дали сум размислувал, мислам, затоа што во одреден момент се случували некои разговори околу тоа, меѓутоа, верувајте, јас стварно имам премногу обврски во мојот професионален живот, кој што ми се приоритет и на кој што морам да ставам максимална моја концентрација, енергија и фокусираност. А од друга страна сум професионалец кој што во ниедна работа со која што сум се занимавал не сум сакал да бидам половично внесен во таа работа или половично ги работам работите, така да и во моментот кога, ајде да кажам, се градело некоја си енергија за можда мој ангажман како прв човек на Ракометната федерација. Ова зборувам, сме разговарале со, можеби не сме разговарале на таа тема и со господинот Живко Мукаитов. Значи, јас и тогаш сум кажал и сега кажувам дека едноставно јас на таа позиција нема да бидам. Знаете, секогаш викаат немој никогаш да кажеш не. Јас за тоа имам вака искуство во животот за многу работи за кои што сум кажувал јавно не па се случувале, меѓутоа сакам да не сакам и ќе обстојам на таа работа, едноставно моите професионални ангажмани, она што ме прави тој што сум и што ме прави среќен и што ме прави професионално вака поносен и тие ангажмани не ми дозволуваат и не би сакал да со друга некоја функција придонесам да тои ангажмани опаднат, така да не во секој случај мислам не размислувам и не би се нафатил за една таква позиција, затоа што тоа е една многу одговорна позиција на која што сака огромна посветеност, која што сака добар дел од вашето време да бидете ангажирани со тоа. Јас во овој момент, а се мислам дека и во наредниот период од мојот живот, за тоа нема да имам време. Има други луѓе кои што се стварно квалитетни, кои што можат на крајот, на кои што, ајде, тоа име можеби и професија и имаат други можности тоа да го прават. Ние ќе бидеме како еден вид поддршка секогаш на сите позитивни процеси, меѓутоа мој ангажман како прв човек на РФМ или некоја друга таква функција не би може. Тоа беше господинот Зоран Стериев, прв човек на ракометниот тим Еврофарм Пелистер. Господин Стериев, јас се надевам дека вашата убава приказна во градот на конзулите ќе продолжи. Тоа што Еврофарм Пелистер ќе го прави во меѓународна конкуренција, Спортско радио 90,3 во континуитет го следи и верувам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Уште еднаш благодарна што бевте гостин во нашето студио. Јас ви благодарам и на одвоеното време, ви благодарам на поканата, ви благодарам на целокупната поддршка што и во изминатиот период ја нудите и ги следите настапите на нашиот клуб, на Еврофарм Пелистер. Јас верувам во нашата приказна, верувам во она што го правиме, го работиме, верувам во целокупната енергија во градот, која што, уште еднаш ќе кажам, е многу добро што веќе е сплотена. Јас и порано тоа го кажував, сега го кажав и уште еднаш ќе го повторам. Не постои никаква причина и никогаш ниту имала причина за раздвоеност, затоа што Пелистер е брендот. Сите сме биле околу Пелистер. Во одреден момент, како што напоменав, може би само начинот да се покаже дека менеджментот треба да се замени, било
причината зошто сме биле во некој друг правец, не сме биле во друг правец, сме биле во ист правец, меѓутоа на тој начин сме сакале да покажеме нешто. Инаку стварно е убаво сега да бидете дел од оваа приказна во Битола, да бидете дел од сите мечтања на сите луѓе кои што таму живеат и кои што се поврзани со ракометот. Од друга страна, малку е тешко да бидете активни во битолскиот ракомет, затоа што на квадратен метар најповеќе селектори и фактички има во Битола, меѓутоа и луѓето кои што таму живеат и работат и кои што го следат ракометот, сите имаат титула на непоставени селектори. Еден од тренерите во Битола кој што беше во изминатите години кажа дека најголемо задоволство му е да оди сам по кафиче, затоа што во секој момент ќе дојде некој од граѓаните, ќе седне до него, па ќе му каже тактика, па што треба да прави, па како треба да прави. И тоа му беше вака многу симпатично, многу интересно. Сите знаат повеќе ракомет од тренерите, од играчите, иако никогаш не застанале на терен, меѓутоа тоа е позитивната работа, тоа е убавата приказна. Стварно, како ретко каде се живее за ракометот и стварно е задоволство ако можете да придонесите да тоа мечтање станува реалност и да ја вратиме титулата таму каде што допред одредени години беше најмногу застапена во најракометниот град во Македонија. Така, и благодарам уште еднаш за гостување. Благодарам и вам.